Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во емисијата Плюс Минус на телевизија Нова за прв пат во оваа емисија господинот Филип Петровски, подпредседател на партијата Обединети за Македонија, господинот Душан Трајковски, председател на општинската организација на Обединети за Македонија и господинот Александар Даштевски, член на председателството на партијата Обединети за Македонија и председател на Комисијата за правни работи. Господа, добро вечер и за вас. Добро вечер, јас би сакал да се заблагодарам на поканата пред се и поздравам гледачите на ТВ Нова, моите драги кумановци. Така. Господа, сметате ли дека со формирањето и делувањето на партијата Обединети за Македонија, македонската политичка сцена ќе се освежи со нови идеи или ќе биде само уште една бројка како политички квантитет? Да почнем јас, значи сметаме дека со формирањето, а веќе и делувањето на партијата, која постојано од ден на ден зајакнува, како во град Куманово, така посебно во другите градови во Република Македонија, со оглед дека се работи за една партија со десна ориентација, демохристијанска партија, која фалеше на овие простори, затоа што по изборите 2009 година, локални и председателски, се створи апсолутна власт од страна на ДПМН во Република Македонија и тоа не е добро за политичката сцена. Овие десни кадри кои од бројката нивна од ден на ден расне, се немаа каде да одат, така што сега масовно и пристапуваат на партијата Обединети за Македонија за да ги исправат грешките кои ги прави владеачката партија, а кои ниту се малку, ниту се мали, и поради тоа сметаме дека квалитативно присуството на оваа партија на политичката сцена ќе биде многу значајно. Дали сметате дека токму влијанието на вашиот председател Љубе Бошковски и освојувањето на над 150.000 гласови на председателските избори беше поттик да се формира токму партијата? Па секако дека е поттик, затоа што тука прв пат можеби се доби апсолутна власт, меѓутоа се виде едно огромно незадоволство од страна на власта. Меѓутоа сметам дека погрешните чекори посебно доаѓаат до израз по изборите 2009, откако се освои целокупната власт во Република Македонија, се покажа вистинското лице на власта и оваа бројка не е мала. Ние имаме индикации, можеби на теренот се смета поинаку, дека оваа бројка се зголемува и дека многу повеќе гласови ќе бидат освоени. Исто така, анализата на штабот председателски за време на председателските избори покажува дека од страна и на власта и на опозицијата се поделени, што украдени околу 50.000 гласа, кои му припаѓале на нашиот председател Љубе Бошковски за време на председателските избори. Така што сега сметаме дека оваа бројка ќе се зголемува, веќе се формирана е комплетната инфраструктура. Во Куманово делува општинската организација веќе неколку месеци, а некаде постојат и по година дена овие општински организации. Инаку ние имаме формирањето беше на партијата 29 мај минатата година, така што до крајот на април ќе организираме и конгрес каде што ќе се формира и централниот комитет. И тоа се основни предуслови за делување, за добро делување на партијата. Ако земете дека само 10 месеци постоиме официјално, ако не ги сметаме председателските избори, тогаш е јасно колку е силна партија. Бидејќи денеска многу тешко може и да се формира партијата, а камоли да се направи една добро организирана инфраструктура. И мора да кажеме дека масовно ни се приклучуваат членови, меѓутоа во главном тие членови се незадоволници од ДПМН, тоа мора да го спомнам. Не сакам да кажам од ВМРО, бидејќи ние сме ВМРО и во нашата преамбула во статутот стои ВМРО, меѓутоа не само од ВМРО, туку и од други партии, затоа што гледаат одеден излез од оваа невидена економска криза која зафати Република Македонија. Знаеме дека има влијание светската криза,
меѓутоа во главном од лошото владење, бидејќи самата власт не покажа капацитет да се справи со економската криза која која е светска, владее во светот, што не беше случај во поголем број на западноевропски држави каде што државата им помогна да излезат од кризата на фирмите. Така што сметаме дека формирањето е позитивно и дека допрва се очекува резултатот кој треба да се случи. Ние по све што гледаме во медиумите, јасно е дека ќе има предвремени избори. Дали тоа ќе биде во септември или октомври не е важно, ние се спремаме. Ќе се навратиме на тоа. Што е тоа да речеме есенцијално што вашата партија ќе им го понуди на граѓаните, а што останатите партии тоа го немаат направено или пак го ветиле, но ете не го исполниле. Гледам овде платформа, односно програмска платформа на партијата. Да, програмска платформа, тоа е всушност програмата. Инаку имаме и платформа во статутот која ја имаат сите партии, нели, како база во која се прави и оваа програма. Значи, ние имаме сериозна програма која се разликува многу од програмата во 100 чекори, преродба. Таа програма се покажа дека не е добра, затоа што главната поента на таа програма требаше да биде економијата. И затоа и победи партијата на власт, затоа што ветуваа дека ќе се случи бум во економија, дека ќе има многу странски инвестиции, нови вработувања, развој на предпријатијата, посебно развој на раст на индустријското производство, развој на мали и средни предпријатија. Меѓутоа, сведоци сме дека тоа не се случи. Ние сега викаме, има време, можеби ќе остане уште 2 години ова власт, можеби пак ќе победи и така натаму и така натаму. Меѓутоа мора да сватиме едно, граѓаните, и гледам тоа е присутно не само слабо присутно не само во Куманово, туку и во медиумите во Република Македонија, си забораваат луѓето дека истекува 4-та година од владењето на ова власт. За 4 години, значи, ако зборуваме на планот на економијата, што бил поента на ова власт, ништо не е направено. Да не говориме за Куманово и за други градови, еве да речеме конкретно градот Куманово, што има добиено од оваа власт. Значи, дали некои кадри отишле во Скопје, дали од таму повратни средства има за градот и така натаму, сето тоа не го гледаме. Значи, ние планираме тоа да го исправиме пред се на планот на економијата, со тоа што нашата економска програма е обратна од преродбата, затоа што преродбата не е води со плод. Исто така имаме интервенции во областа на даноците, значи треба да се намалуваат даноците за да може раст на производство да имаме. И во областа на економијата, значи се тоа што не се направи, ние планираме да го направиме. Значи, планираме нови вработувања, меѓутоа не само по рамковниот договор, туку и објективни нови вработувања. Во Република Македонија објективно има простор за малите и средни предпријатија да се развиваат и тие можат да вработат во нивните капацитети огромен број на луѓе. Меѓутоа треба некој да разговара и да им помогне на тие мали и средни предпријатија, затоа што тие секојдневно се соочуваат со одредени бариери од административна природа. Значи, затворени им се вратите, им требаат стотици дозволи. Значи, ние планираме да отвориме посебни одделенија кои ќе работат со тие луѓе и да не се навраќаме постојано ние сега секој се заглавува во таа дупка што е со оние општествени предпријатија, па со оние олигарци и така натаму. Значи, тоа не е македонската економија. Македонската економија има многу поголем